Благодариме Елизабета. Ние продолжуваме со разговор во студиото за навистина еден убав и доста значаен јубилеј, кога станува збори за планинарењето во Македонија. Планинарскиот клуб Љуботен го одбележува својот 100-ти јубилеј. Свечената академија ќе се одржи во Тетово на 15 ноември. Еден век љубов кон природата, планинарењето и авантурите на отворено. Утрово ќе разговараме токму за традицијата на клубот, за предизвиците и за очекувањата во времето кое што е пред нас. Добро утро за Јован Божиновски, председател на Љуботен. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам. Ајде малку, бидејќи зборуваме за 100 години и навистина е значаен разговорот, да не ја испромовираме само академијата, туку да се вратиме пред точно 100 години. Како започнал планинарскиот клуб Љуботен и кои биле неговите основачи? Започнал со тоа што луѓето кои што живееле во Тетово под Шара, било една друга ситуација, едни други времења, да кажем, после Прва светска војна завршување, но во Тетово некако се случуваат баш после таа Прва светска голема војна многу една голема ренесанса. Фудбалскиот клуб е исто така Тетово 19-та формиран, хоровите и се така. Така и во тој период 25-та година, поточно на 23 март 1925 година, група на луѓе од Тетово подржано со иницијатива на тогашен шумарски инженер кој што работел на Шара, Орестије Крстич, заедно со првите младинци, односно основачите кои што се Кочо Боговиќ, брат Соне Аврамовски, Никола Николовски Колород, младинци кои што имале визија, кои што имале желба од една страна се движат на планина заради рекреација, да истражуваат и доаѓаат до идеја да пратат некои теркови кои што можеби во тоа време како престиж изгледале, така да го формираат друштвото во тој период. 1925. Кои се најзначајните достигнувања на клубот во текот на изминатиот век? Можеби малку неблагодарно прашање, бидејќи се многу, но на прво на што би се сетиле со гордост. Па можам да кажам дека неколку се периоди, јас би ги поделил во периоди. Тие први години, односно да кажеме 30-тите години се карактеристични успесите кои што биле воопшто она идеја да почнат да функционираат во таа насока, градењето на првите планинарски домови на Шара и во Македонија со тоа се Љуботен 31 и Попова шапка на 34 година. 50-тите си имаат своја карактеристика на масовност, на организирање на тури кои што не се веќе само во Македонија, туку и надвор од неа. 60-тите се карактеристични по некои периоди на оние големи слетови на Лешница, каде што доаѓале по 500-600 учесници. Еден мал град била сама Лешница во тие периоди, зборам за Илинденскиот слет. Веќе 80-тите се карактеристични по оние искачувања кои што се надвор од и од Југославија, значи на Алпите веќе на некои други врвови и секако одбележувањето на она денес што ја организираме традиционалното искачување кон Титоврв. Така да секој период си има свој. Да. А како клубот ги промовира планинарењето и љубовта кон природата меѓу младите генерации? Сега во овој период промоцијата секако оди преку социјални медиуми, преку Интересот каков е? Има доста интерес. Има доста интерес затоа што имаме период каде што хајде да кажем некаде после короната некој се случи еден период каде што луѓето почнаа да излегуваат на планина, во природа. И ние успеавме дел од тие луѓе да ги привлечеме, не само ние, него и сите планинарски клубови да влезат во клубовите и да бидат дел од клубот. Така. А кои се најпознатите планинарски маршрути и акции организирани од клубот? Ние имаме годишен календар кој што Титоврв го споменавте, тоа ви е традиција, Тие се традиционални, значи Титоврв и онаа Лешница искачувањето. Секако дека има многу тури. Многу тури кои што се не само во Македонија, туку комуникација со други планинарски друштва и тури кои што се надворот од Македонија, од Балканот, да кажем, на највисоките врвови кои што се, така да има доста повеќе се во текот на годината. Добро. Урбанизација, климатски промени, некако Тетово порано повеќе личеше на планинарски град и некако повеќе се поврзуваше со планинарење. Сега некако ми е како метропола во обид. Се надевам ќе си го пронајде својот пат, меѓутоа порано навистина беше еден типичен убав планински град под Шара. На плоштад се продаваа ски, санки, опрема за планинарење, како кога сега заминуваш, не знам, на Златибор и мораш да поминеш низ град па да одиш на скење. Така беше порано Тетово. За жал сега го нема тој
тој шмек, но ете како вие се борите со сите тие предизвици на модерното време, претараната урбанизација на Шара, неслушањето на институциите, климатските промени, превзема ли нешто клубот барем да го дига гласот за тоа, бидејќи барем пред вашите очи гледате како се менуваат планините од ден во ден? Дефинитивно ме потсети се кога се наврати наназад на оние стари црно-бели фотографии, кога ги гледаме луѓето со ранци, со ски на кои каде поминуваат низ Тетово, седат во некои од локалите, чекаат да дојде вичарата да продолжат натака. Така да тоа е еден период кој што не може да се најде во Тетово, но за жал се случуваат и проблеми кои што се веќе на планината. Зборам градби, една голема деградација на планината се случи. За среќа 2021 се прогласи Шара за национален парк. Планинарскиот клуб се менува тука работите веќе по 2021. Дефинитивно. Планинарскиот клуб беше еден од заедно со Македонското еколошко друштво и од сето ТРЦ работевме веќе неколку години назад. Мислам клубот работел и низ овие сите 100 години за заштита, на овие години 10 активно беше вклучен во идејата да се прогласи Шара за национален парк. Веќе кога е прогласена, активни сме, комуницираме доста со националниот парк, имаме доста позитивни резултати. Веќе се мислам не онако со нож пресечено затоа што нели ке нас ништо не може така. Но се познаваат позитивни промени, да не критикуваме само. Каква е улогата на волонтерството и заедницата во работењето на клубот? Ги има ли доволно волонтерите? Учествува ли заедницата во поддршка на клубот преку волонтирање? Дефинитивно, за да ако не била заедницата и волонтерите не би обстоеле ние сите овие 100 години. Еве јас како човек кој што е членен 30 години наназад во клубот, доста активно последниве 20 години, можам да кажам дека без помош на заедницата не би можел, затоа што клубот е сепак нели волонтерско здружение на граѓани кој што функционира нели за некои општествени цели, кои што нема профит, нема нели нешто што луѓе имаат некој интерес. Тука интересот е дружењето, како што споменавте, интересот е планината, движењето, заштита на природата и помагање на луѓето, односно заедништво на ајде да кажам тоа некое пошироко семејство. Што значи за планинарите членство во клубот? Само планинарење или опфаќа и некои други активности во текот на годината? Како може да се стане член? Кога ви почнува сезона? Малку да ги упатиме сите оние што сега не гледаат, да бидеме инспирација да станат членови на планинарски клуб. Кога некој ќе се јави во клубот и кога ќе праша сакам да бидам член, што треба да направам, ништо, само треба да се насмееш и да дојдеш на планинарска тура. Секако дека си има еден ред на за членување. Секој кој што е член во било кој клуб, не само во планинарскиот клуб Љуботен, добива еден поширок спектар и една едукација, која што едукација можеби во некои клубови официјална, некаде неофицијална, но зона како да се движи на планина, како да пристапува кон безбедноста која што треба која што мора да се пази кога се движиш на планина. Секако дека тука се нели влегуваат во активности од типот на луѓе кои што нели работат доброволно за некои активности кои што ги има, зависи клубот. Ние пример имаме активности кои што се нели доброволни, ги работиме за некои цели. Нели го споменав прогласувањето на Шара за национален парк. И секако дека нели зависи од клубот, ние имаме пример библиотека, едукација, може да собираат книги, да учат, да се навраќаат на историјата на клубот. А со членството на клубот секој нели ние имаме планинарски домови не само во Македонија и надвор од неа, нели си има одредени попусти, си има одредени привилегии кога да се движи, па и дури кога се движиме во Алпите, кога ќе си член на клуб, а ние сме членови на Федерацијата на планинарски спортови, тогаш автоматски има придобивки, но најголемите придобивки се заедницата и она што како заедница се прави. Така. Како клубот соработува со други планинарски организации во Македонија и во регионот? Верувам дека тоа вмрежување е доста значајно за и дружења, па заеднички тури. Имате соработка? Да, дефинитивно една од најважните работи е тоа вмрежување со сите планинарски друштва и клубови во Македонија и не, како што споменавте, не само во Македонија и надвор од неа. Еве да кажам, ние сме веќе и од минатото некаде крајот на 70-тите како планинарски клуб, како еден од најстарите активни планинарски клубови во Македонија, сме биле дел од тоа збратимување на тогашни планинарски друштва од секоја република на Југославија.
Тоа после 90-тите години прерасна во едно збратимување, односно движење на планинарите на Балканот, значи дел сме од тие прослави на планинарските балканските планинарски друштва. Така да тоа вмрежување е доста добро затоа што таа комуникација која што ги имаш со планинари од сите балкански земји и во Македонија и надвор од неа е интересно затоа што согледувањето и размислувањето и споделувањето на информации, имаме млади, немаме млади, како работат они да ги привлечат младите, како работиме ние, како ние сме работели на планинарскиот дом, како они сега работат. Значи тие искуства кои ги разменуваме затоа што проблемот исти се случува на планина. Секаде, да. И тоа е доста интересно и се држиме и ја држиме таа комуникација. Така. Кои се плановите за иднина, ако зборуваме за нови проекти млади планинари, за чувување на традицијата? Кога велам за чување на традицијата, имате планинарски дом на Шара. Тие работи малку да не воведете во однос на... Дефинитивно имаме некои 3 насоки кои што веќе работиме и сакаме да продолжиме во тие насоки. Едната е дефинитивно работа со млади деца, тоа ни е потребно. Тебе можам да кажам еден отворен апел и до Министерството за образование да размисли или како да се внесе некој вид на планинарство или некој вид на таа едукација за планинарење во едукативните програми барем во основните училишта. Тоа ни е доста потребно. Ние имавме кога бевме основци во Тетово, една тура имаше, тоа беше редовна, мислам дека за сите. Тетово, Попова шапка, Лисец, не Лисец, од Јелак па се спуштавме, Јелак па се спуштавме Вејце, Лисец, Тетовско кале, значи тоа беше цел круг. Тогаш бевме 6 или 7 оделение и навистината тоа ми е од сите работи во училиштето прво насеќавање, па се надевам дека тоа ќе го доживеат и сегашниве млади луѓе, бидејќи тоа што може да се научи тие 8, 9, 10 часа не може никаде да се научи. Дефинитивно потребно ни е, доста ни е потребно, така да тоа е она што се целиме во идниот период. Не треба ништо ново да се прави, само да ги вратиме старите навики што ги правеле нашите предци, што сме ги изгубиле низ годиниве кога требало да бидеме подобри сите заедно. 15 ноември Свечена академија во Илјо Антевски смок, Домот на културата во Тетово. Така, цела година ја прославуваме 100 годишницата, сите активности. Сега финалето. Да, сите веќе активности беа во таа насока и апел, покана, отворена покана е на Свечена академија каде што имаме дел од ќе прикажеме еден краток верзија на краток документарен филм. Ќе имаме на мултимедијална изложба со оригинални предмети од историјата на планинарскиот клуб Љуботен и секако ќе дадеме почит кон сите оние кои што наназад работеле, функционирале, заедниците кои што помагале на планинарскиот клуб Љуботен со јавни признанија. Под покровителство на претседателката на Република Македонија е настанот и голема поддршка имаме и од Министерството за спорт, што е доста позитивно затоа што кога некој од државните институции ќе ја препознае оваа голема активност, многу значи и за самите членови на клубот. Па како не, тоа е голем ветер во грб? Е така. Повеќе се надеваат, повеќе се трудат бидејќи знае дека некој го вреднува и го почитува нивниот труд. Благодариме многу за гостувањето. Посакувам успешна академија и ете ние начално нешто се договоривме кога почнува новата сезона. Здравје од март месец. Март месец. Можеме и со камера да ве посетуваме малку, да некое мобилно новинарство да направиме едни убави репортажи, па можеби така и ќе привлечеме млади луѓе да бидат дел од клубот. Ние сме отворени и ве чекаме. Ете така, благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Последна